Добро дојдовте во уште едно издание на Урбаните вести. Под мотото "Низ животот не одиме сами, подобар квалитет на живење", денеска се одбележува меѓународниот ден на лицата со стома. Пораката која Националното здружение на лица со стома ИЛКО Македонија ја испрати е поедноставување на административната процедура за подигнување на помагалата, кеси што им се неопходни на пациентите со стома и поголем квалитет на истите. Во продолжение на вестите генералната најава. Проекти за подобри сервиси и нега за стари лица ке спроведува Црвениот крст. Гастрономски фестивал АЕС 2017 во Скопје. Дизелот поскапува, бензините со иста цена. Продолжува кампањата за локалните избори 2017. Кандидатите за градоначалници денеска пред граѓаните излегува со промоција на своите проекти. Еве што најавуваат. Денеска сме на спортско-рекреативниот центар Езерце Треска. Новата администрација на градот Скопје, јас како градоначалник, ќе го ставиме во целосна функција, во полн капацитет овој капитален објект со јавно-приватно партнерство. Ќе изградиме пречистителна станица која што ќе ја направи здрава водата во езерото Треска. Тука ќе го префрлиме ноќниот живот и целокупното езерце ќе може да биде ставено во функција. Проширување и реконструкција на булеварот Александар Македонски, значи овде од Агросервис или од петлјата на кај Агросервис, па се до средното училиште Боро Асус Боро Петрушевски во должина од 1 километар, при што при тоа реконструкција и проширување ќе се прошири од 2 на 3 сообраќајни ленти, а исто така ќе се направат пешачки и велосипедски патеки. Предвидено е да се направи влез и излет, тоа е склучка на делот на Хиподром, меѓу Хиподром и Инџиково, со што ќе се овозможи на тој дел од населението да не оди низ улицата Благоја Стевковски или вамо низ центарот на Ченто, туку директно да имаат влез и излет на главната сообраќајница. Еден од приоритетните проекти кој што треба следниот период да го реализираме, а со тоа и да помогнеме подобра проточност и функционалност на овој дел од општина Газибаба е токму уредување на булеварот Александар Македонски. Многу важен дел од градот Скопје, а посебно за општина Газибаба е токму влезот на булеварот Александар Македонски во населбата Автокоманда. Новата локална власт во општината ќе обезбеди услови за чист воздух, чиста и здрава вода за пиење. Создадува вистински решенија кои ги решаваат проблемите и обезбедуваат квалитетен живот. Ќе обезбедиме создавање на дополнителни зелени површини на територијата на општината кои се важни за живот. Во селата Раштак, Булачан и Страшници ќе обезбедиме чиста и квалитетна вода за пиење, затоа што таа е неопходна за граѓаните. Дополнително ќе имаме постојано и навремено чистење на каналите и депониите во населените места. Да ви го најавам големиот парк кој што планираме да го изградиме на потегот од скејт паркот до бунарите за вода пиење по должина на реката Вардар, паралелно со Карпош 4. Овој парк ќе има разни спортски и рекреативни содржини и ќе биде ставен целосно во функција на граѓаните на Карпош 4, Карпош 3, Злакуќани, Влаа 1 и останатите населби. Овој парк планираме да биде поврзан и со пешачки премин кој што ќе оди над улицата Илинденска, за да можат граѓаните од Карпош 4 безбедно да пристигнуваат во паркот. Сите објекти што се на територија на општина Карпош за дечја заштита да бидат реконструирани. Од вкупно 10 објекти, 7 се веќе реконструирани, еден од тие 3 што се нереконструирани токму овој дел овде во градинката Мајски цвет во Тафталиџе 2, за тоа општината издвои буџет. Избрана е фирма која што тоа ќе го извршува, значи фирма и вредноста е 10,5 милиона денари, рок на изведување е 120 дена. Доколку најдеме решение каде ќе бидат сместени децата, ние можеме да започнеме веднаш со реконструкција на оваа градинка. Програмата имаме предвидено изградба на нова детска градинка со капацитет од 150 дечиња која што ќе изградиме во Маџармало. Воедно најавуваме реконструкција на сите детски градинки кои се наоѓаат на територија на општина Центар.
во мандатот како градоначалник ќе ја завршиме изградбата на основното училиште во Капиштец, кој што ќе има капацитет од 500 ученици и после 46 години општина Центар ќе добие ново основно училиште кој што ќе биде најмодерно во регионот. Воедно ќе ја завршиме и ќе започнеме реконструкција на сите останати основни училишта. Како капитален проект што ќе го почнеме од 2018 година е гасификацијата на општината Аеродром. Ќе пристапиме најпрво кон приклучување на гасоводната мрежа до јавните објекти, а потоа до индивидуалните и колективните домувања. Февруарски поход и булевар Асном ќе добиеме нови пробивања, со што побрзо ќе се стигне до соседните општини. Ќе имаме современи велосипедски патеки, каде што протокот на луѓе и на велосипеди ќе биде олеснен. Како трета работа е водоводната мрежа. Како што знаете, тоа е рак рана во Аеродром, високите зони секој пети ден немаат вода. Ќе ја санираме водоводната мрежа и прекина вода ќе нема понатаму. Во нашата програма предвидуваме повеќе мерки токму за нив, нашите родители, пензионерите. Активирање на пензионерски клубови, бесплатна телефонска линија за помош, волонтерска помош од младински клубови за тешко болни и неподвижни пензионери кои живеат сами во извршување на секојдневните обврски, бесплатни екскурзии, бесплатен интернет во пензионерските клубови, бесплатни обуки за компјутери, изградба на пензионерски катчиња во парковите со шаховски и пинг-понг маси, прогласување на 11 октомври за Ден на пензионерите во општина Кисела Вода. Пензионерите во Кисела Вода никогаш нема да ги заборавиме. Во рамки на одбележувањето на Светскиот ден на стари лица, 1 октомври, денеска беа промовирани проектите кои ги спроведува Црвениот крст на град Скопје. Преку проектите ќе се овозможи подобри социјални сервиси и медицинска нега во домашни услови за лицата во трето доба, кои се социјално и здравствено загрозени. Црвениот крст на град Скопје го одбележа Светскиот ден на стари лица 1 октомври со истакнување на услугите кои Црвениот крст ги нуди на старите лица и кои во иднина ќе се пружат. Станува збор за овозможување на подобри социјални сервиси и медицинска нега во домашни услови за лицата во трето доба кои се социјално и здравствено загрозени. Како што информираше Сузана Тунева-Пауновска, секретар на Црвен крст, на територијата на град Скопје функционираат 4-дневни центри за стари лица, кои заедно со младите волонтери на Црвениот крст реализираат проекти со цел да се обезбедат подобри социјални сервиси за луѓето од трето доба на кои им е потребна таква нега. Во иднина остануваме во тој правец да ги унапредуваме сите оние социјални сервиси кои што ние како Црвен крст на град Скопје треба и можеме да ги развиваме. Значи остануваме да направиме подобрување на активностите кои што ги реализираме во 4 дневни центри на територијата на нашиот град, да мотивираме поголем број на луѓе од трето доба, а секако и млади волонтери на Црвен крст кои што ќе ни бидат дел од активностите. Значи заеднички да поминеме голем број на волонтерски часови кои што ќе направат промена на животот во нашата заедница на луѓето кои што имаат потреба од нас. А секако сакам да кажам дека остануваме во правецот на збогатување на искуството и на медицинскиот персонал, пред се на медицинските сестри и на волонтерите кои што ги посетуваат лицата од трето дома во нивните домови. Тоа се луѓе кои што имаат многу помалку можност да бидат дел од активните мерки кои што ги имаме на располагање во нашите дневни центри, меѓутоа со посетата во нивните домови сакаме да внесеме дополнителна енергија и да покажеме дека не се сами и дека сите заедно можеме нивниот живот да го направиме подобар. Тунева-Пауновска додаде дека Црвениот крст на територијата на Скопје реализира нов проект за обука на 40 жени кои се долгорочно невработени, да завршат обука за негователки или геронтодомаќинки. Финансиската поддршка од по 10.000 евра за реализација на проектот во чии рамки се посетуваат 180 стари лица во нивните домови во Скопје и за функционирањето на дневните центри во градот, дале и Шпарка се банка Македонија и амбасадата на Словачка во Македонија. Дел од вработените во банката и лично се вклучени на волонтерска основа да помагаат во реализацијата на овој проект. Во рамките на нашата стратегија за корпоративна општествена одговорност бројни проекти, меѓу кои што даваме значење на лицата на кои што им е потребна посебна грижа и внимание од наша страна. Иако сме ние дел од финансискиот сектор, нашите вработени ќе се потрудат и волонтерски
значи со физичко присуство, посети, презентации, помош колку што може да го поддржат проектот. За подобрување на ваквиот вид услуги за лицата од трето доба, Црвениот крст на град Скопје ќе ги користи и искуствата на Црвениот крст од Нирнберг, чии представници задолжени за оваа сфера во моментов се во Македонија. Светскиот ден на старите лица ќе биде одбележан и со низ за други активности, како организирање Чиконг семинар и ликовна колонија за активни стари лица, заедничка средба на службите за социјална заштита на град Скопје и на град Нирнберг, размена на искуства за домашни посети на стари лица, како и средба на тимовите на Австрискиот и Црвените крстови на град Скопје и на Нирнберг за унапредување на сервисите за стари лица. Црвен крст на град Скопје 8 година поред го имплементира социјалниот сервис преку кој се посетуваат 180 стари лица во домашни услови на подрачјето на општините Центар, Кисела вода, Чаир, Ѓорче Петров, Карпош, Шуто Ризари, Бутел и Сарај, а за активните стари лица функционираат 3-дневни центри за стари лица. Мастер-шефови од различни земји од светот ќе ги подготвуваат традиционалните јадења од земјите од кои доаѓаат во рамки на гастрономскиот фестивал AIS 2017. Во слободно време, учесниците на првиот гастрономски фестивал во Македонија и по широкиот регион ќе имаат можност да се запознаат со убавините на земјава, но и да ја дегустираат македонската храна. Во винаријата Камник во Скопје денеска беше отворен гастрономскиот фестивал AIS 2017 Innovative Culinary Experience, што ќе овозможи да се запознаат 6 интернационални кујни во 6 посебни мастер-клас обуки и гала вечер, презентирано од 6 мастер шефови, 6 шефови и 6 млади готвачи. Идејата за овој настан е на шеф Марк Де Јонг, а неговата цел е мастер шефови да дојдат во Македонија, да ја почувствуваат традицијата и културата преку изворни кулинарски рецепти од земјава, како и да се разменат искуства и нови иновативни техники од кулинарството. Настанот е поддржан од Сдруженијето Macedonian Multiethnic Culinary Chefs. Ќе направиме најубавиот настан што можеме да го направиме во Македонија и мислам во регионот Балкан. Никој до сега немаше можност да донеси 6 интернационални шефови. Ги имаме 6 шефови сега во Македонија. Секој ден ќе прават мастер-клас, ќе покажуваат како се готви со рецепти, со намирници од Македонија, како се готви на нивниот начин, од нивната држава. И мислам од тоа ќе биде споделено и со млади таленти, со млади деца од Лазартанев, со сите други луѓе што ќе сакаат да дојдат. На фестивалот присуствуваат мастер шефовите Ралф Менегини, Стефан Пјер, Родриго Дурант, Ердем Дирбали, заедно со членовите на професионалната организација на готвачите, шефовите Дејан Карапеев, Бобан Симоновски, Зоран Мајновски, Зоран Андоновски, Никола Мишковски и Марк Де Јонг. La cuisine marocaine est une cuisine internationale, connue vraiment de partout. Les gens adorent la cuisine marocaine. On a des saveurs, n'est-ce pas, chef? Nous avons des saveurs que peut-être зборат од нивната држава, нивната убава држава, најубава за нив, имаат специфични зачини што се наоѓаат овде и во Македонија и по специфични што ги донесоа. Тоа се вика разелна утва, други ствари. Денеска ќе готват кујната традиционална мароканската, што оние јадат секој ден дома, салати, тажин, кускус, така што за нив е многу традиционално. Пак и они пак се обратат за нас, многу се горди да што доаѓаат во Македонија и исто ни прават на нас покана да дојдеме кај нив во нивната држава да ги пробаме нивните специјалитети на лице место. Во слободно време, учесниците на првиот гастрономски фестивал во Македонија и по широкиот регион ќе имаат можност да се запознаат со убавините на земјава, но и да ја вкусат македонската храна. 5 филмови од јапонската кинематографија од денеска до 6 октомври ќе се прикажуваат во кинотека на Македонија во рамки на неделата на современ јапонски филм. Сите филмови се со македонски и англиски превод. Проекциите започнуваат во 20 часот, а влезот за посетителите е бесплатен.
Во кинотеката на Македонија од денеска до 6 октомври ќе се одржува недела на современ јапонски филм во која ќе бидат прикажани 5 филмови од јапонската кинематографија, снимени од 2008 до 2015 година. Филмската ревија ќе почне вечер во 20 часот со проекција на филмот Насекаде околу нас во режија на Хачигуши Риосуке. Во наредните денови ќе бидат прикажани филмовите Писмата во режија на Шоноџиро, Скиците од градот Каитан на режисерот Кумакари Казујоши, Мајката на Пекоросу и незиниот живот на Морасики Азума и Да се биде добар во режија на Ох Мипо. Сите филмови се со македонски и англиски превод. Проекциите почнуваат во 20 часот, а влезот за посетителите е бесплатен. На 24 ноември во Македонската опера и балет ќе биде изведена представата Орево Кршачка. Билетите за Орево Кршачка ќе бидат пуштени во продажба во среда и може да се набават преку продажната мрежа на купи карти за се низ цела Македонија. Билетарата на МОП во Пола Југотон, Цвеќара Розеверо 2, како и онлайн на www.kupikартизасе.com. Државниот балет на Мраз од Санкт Петербург повторно во Македонија, овој пат со изведба на представата Орево Кршачка од Питер Иличајковски. Представата ќе биде изведена на сцената на Македонската опера и балет на 24 ноември. Станува збор за балетски спектакл на Мраз, што државниот балет од Санкт Петербург го изведува на речиси сите светски балетски и оперски сцени. Минатата година државниот балет на Мраз гостуваше со изведбата на познатото балетско ремек дело Лебедово езеро и побуди голем интерес кај македонската публика. Токму поради тоа, наместо планираните 2 представи во МОП се одржаа 4, кои беа наградени со громогласни аплаузи и овации. Овој настан е поддржан од Министерството за култура на Република Македонија. Билетите за Орево Кршачка ќе бидат пуштени во продажба во среда и може да се набават преку продажната мрежа на купи карти за се низ цела Македонија. Билетарата на МОП во Пола Југотон, Цвеќара Розеверо 2, како и онлайн на www.kupikартизасе.com. На 8 октомври во 8 часот на булеварот Илинден во близина на фонтаната Лотос ќе стартува новата улична трка Скопје трча 10 километри. Пријавувањето трае до 6 октомври, а стартните пакети може да се подигнат во сабота на 7 октомври. Организаторите на Визер Скопскиот маратон најавуваат нова улична трка, која според нивото на интерес се очекува да прирасне во традиционална спортска манифестација, која ќе ги одбележи есенските денови. Станува збор за трката од 10 километри во склоп на Скопје трча 10 километри и штафетната трка од 2 пати по 5 километри. Пријавувањето за двете трки завршува на 6 октомври и право на учество имаат сите кои сакаат да се надминат себе си во интересен и возбудлив надпревар. Котизацијата за трката од 10 километри е 400 динари до 5 октомври и 500 динари на 6 октомври. За штафетната трка таа изнесува 700 динари за цел тим до 5 октомври и 900 динари за цел тим на 6 октомври. Стартниот пакет содржи стартен број со чип, медал на крајот од трката, освежување и овошје, резултати во живо, онлайн диплома и фотографија возможени од Pick2Go. Воедно сите кои се пријавија до 29 септември ќе добијат стартен број со нивното име. Стартните пакети можат да се подигнат во сабота на 7 октомври во спортскиот центар Борис Трајковски од 10 до 18 часот. Стартот на трката ќе биде на 8 октомври во 8 часот на булеварот Илинден во близина на фонтаната Лотос. На истото место ќе биде и целта на трката, затоа што истата е кружна и ќе се трчаат 2 круга од по 5 километри подолжина на булеварот. Со дипломи ќе бидат наградени првите 3 места во категории по возраст од 35 до 44 години, од 45 до 54 години и над 55 години. Во штафетната трка од 2 пати по 5 километри, првите 3 места во сите категории, и тоа тим од 2 машки, тим од 2 женски, тим од 1 машко и 1 женско, ќе бидат наградени со пехари и дипломи. Сите учесници со стартен број се дел од лотарија, преку која по случаен избор ќе бидат доделени награди од спонзорите на Скопје трча 10 километри. Организатор на трката е Сојузот на спортови на Скопје во соработка со Атлетскиот клуб Работнички и Атлетската федерација на Македонија. Оваа трка е дел од календарот на Атлетската федерација на Македонија и Европската атлетска асоциација, а од следната година предвидено е да стане член на Меѓународната асоциација на маратони и улични трки.
Од нокеска на полноќ дизел горивата ќе се продаваат по повисока цена. Цената на бензинот останува непромената. Дизел горивото од нокеска на полноќ поскапува за 2 динара по литар, а цената на бензините останува иста, одлучи денеска регулаторната комисија за енергетика. Со одлуката се врши зголемување на рафинериските и на малопродажните цени на нафтините деривати, во просек за 3,83, односно 2,8%. Малопродажните цени на бензините Евро Супер БС 95 и Евро Супер БС 98 не се менуваат, односно остануваат 63,5 и 65 динари за литар. Евро дизелот ќе се продава за 51,5 динари за литар, додека малопродажната цена на екстра лесното масло за домакинства се зголемува за 1,5 динар за литар и ќе чини 40 динари. Како причина за зголемувањето на цените на нафтините деривати, од регулаторната комисија за енергетика ги посочуваат за 5,19% повисоката просечна цена на суровата нафта на светскиот пазар во изминатите 14 дена. Следува период на сончево време со умерена облачност. Утрата ќе бидат свежи, а во текот на денот ќе биде потопло, со температури кои се околу просекот за овој период од годината. Услови за слаб локален дожд ќе има во среда, кога ќе дува и умерен северен ветер. Метео Метео е во продолжение на урбаните вести. Со Метео Метео го завршуваме и ова издание на вестите. Ви благодарам за вниманието. Довидување.